Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Амбасадорот на Унгарија Ласло Иштван Дукс престојуваше во работна посета на Кочани. На средбата во локалната самоуправа се разговараше за продолжување на соработката меѓу нашата и унгарските општини, како и за можностите за стопанска презентација на локалните фирми. Соработката на општина Кочани со локалните заедници од Република Унгарија е подолгорочна и освен во културата се разгледуваат можности таа да се прошири и на економски план. Тоа беше една од причините во официјална посета на нашата локална самоуправа да престојува унгарскиот амбасадор и да се сретне со првиот човек на општината. Амбасадорот Дукс рече дека на функцијата е од неодамна и оцени и постојат добри можности за зајакнување на соработката меѓу локалните заедници од двете земји. Дојдов во Македонија во август и ова е моја прва официјална посета на Кочани по покана на вашиот градоначалник. Кочани има посебно место во унгарско-македонските односи. Тоа е град што прв воспостави соработка за збратимување со некој унгарски град, како што е Сигет Сент Миклош. Имавме интересен разговор, посебно околу економската соработка на планот на геотермалната енергија и во земјоделството. Посебно сум задоволен што ќе се сретнам со учениците од ромска националност, кои примаат стипендија што ја обезбедува владата на Унгарија, што исто така е важно во поддршката на развојната политика. Според градоначалникот Димитровски, на средбата со амбасадорот Дукс се разговарало за проширување на соработката со унгарските градови, пред се на стопански план. Најповеќе внимание посветивме на соработката која што ја остваруваме. Знаеме дека стипендираат 5 наши млади студенти ромчиња. Знаеме дека имаме посебна нивна трговска куќа во Република Македонија и со таа трговска куќа, заедно со нивниот економски представник, да оствариме контакти, за да можеме да ги презентираме нашите производи од Кочани и да нивните производи, односно нивните инвеститори, им го представиме можности за инвестирање во општината Кочани. Во рамки на посетата на нашата општина, унгарскиот амбасадор оствари средба со учениците роми, кои се приматели на стипендија што ја обезбедува неговата влада. Прием за крводарителите од Кочани по повод одбележувањето на Денот на крводарителството организираше градоначалникот Димитровски. На средбата стана збор за досегашните активности и постигања на планот на крводарувањето, како и за плановите за учество на акциите во текот на оваа година. По повод 17 март, Денот на Црвениот крст и Денот на крводарителите на Република Македонија, градоначалникот Ратко Димитровски организираше прием за представници од општинската организација на Црвен крст Кочани. На средбата се разговараше за активностите и плановите на кочанските крводарители за тековната година, при што беше истакната и соработката со соседните општини Чешиново, Облешево и Зрновци. Посебна пофалба беше искажана за лицата кои се повеќекратни дарители, меѓу кои има и рекордери, не само на општинско, туку и на државно ниво. Во општина Кочани имаме 5 крводарители што имаат над 100 пати дарувана крв и тоа е голема бројка и тоа е секако за почит. Минатата година беа организирани 23 крводарителски акции и го остваривме планот со некои 90%. Во рамки на државата, сушност, планот е 55.000 крвни единици и Црвениот крст заедно со трансфузија го имаат остварена. Секогаш ги задоволат потребните количини на крв. Меѓу поактивните на планот на крводарувањето се и жителите на општината Чешиново, Облешево, чии представници исто така присуствуваа на приемот во Кочанската локална самоуправа. Имаме некаде околу 40 кусор луѓе, бројката е горе-доле задоволува, така да еден апел и до помладите тинеџери ги повикувам да ни се приклучат во нашето друштво, нека даруваат својата крв. Тие што даруваат крв се доста здрави луѓе, да ви кажам. На средбата се разговараше и за можноста локалната самоуправа да помогне во реализацијата на заедничко дружење и крводарителска акција во природа, што би се реализирала во некоја од излетничките места во околината на Кочани, а во која би се вклучили и вработените во општинската администрација и во јавните општински установи. Виничкиот Црвен крст со специјална награда за 150-кратниот дарител на крв пресрет на утрешниот светски ден на крводарителите 17 мај.
Благој Николов е виничкиот гинис во историјата на крводарителството. Во своите 56 години тој успеа да донира 52.500 милилитри крв или цели 52 литри крв за потребите на трансфузиологија. По повод денот на крводарителството, тој доби и специјална награда од општинската организација за 150 пати дарувана крв. Прв пат дадех у гимназијата како средношколец на 18.4.78 година. И од тога и континуирам нон-стоп. И рачунам и да проучам пада и дали. Колку можем, колку здравите да ме служи, ќе дам. И на 150 души съм помогнал пак. Керката има, и она има 10 пати, сина и он исто. Жената и она има, сега оваа година треба да земе за 75 пати. Шуровците и они имат комплет, например, ја жената и шуровците, може и 500 пати да имам. Општинската организација на Црвен крст Виница 2016 ја заокружува со 1240 крвни единици, 400 помалку од минатата година, а првото место и го зеде општина Центар. Општинската организација на Црвен крст планот го исполни со 200%. Сите акции кои беа планирани се остварени со скоро над 100%. Иселувањето на популацијата во Италија, Германија, Швајцарија, одреден недостаток или непочитување на законот од одредени фирми, има фирми во општината кои не ја почитуваат законската обврска и не им ги доделуваат двата слободни дена на крводарителите, кои ги следуваат со закон. Исто така и крводарувањето што ги имаат студентите, полицајците и професионалните војници од минатата година не се водат како крводарување на општинската организација, туку се водат на таа општина каде ја дарувале крвта. Сено се сме задоволни, трендот со кој се одзиваат луѓето за оваа хумана дејност е позитивна. Утрешниот ден, 17 март, го слават сите крводарители. Во Виница ги има 4700, од кои 180 ќе добијат признанија. За еден крводарител од 100 пати дарувана крв имаме благодарница, за 4 лица имаме 75 пати дарувана крв, а за 11 лица имаме за 50 пати дарувана крв. За 100-кратните дарители прием утре организира и градоначалникот Дончев. Полицијата од Кочани поднесе кривична пријава против лице од Кочани за насилство и закани што ги упатил кон адвокат. Настанот што завршил без посериозни последици се случил на почетокот на минатиот месец. Кочанската полициска станица поднесе кривична пријава против 47-годишниот АВ од Кочани поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Според извештајот од секторот за внатрешни работи, на 7 февруари годинава, пријавениот отишол во адвокатската канцеларија на ГР од Кочани, каде освен него биле присутни уште 4 други лица. Уште при влегувањето во просторијата, тој побарал да разговара со оштетениот ГР, пошто му било кажано да почека. Кочанецот не се согласил со таквото барање и веднаш почнал да вика на висок тон и да се заканува. Состојбата станала сериозна, откако пријавениот почнал да упатува сериозни закани, најавувајќи дека е подготвен да изврши и убиство. Во еден момент тој му се приближил на адвокатот ГР и го фатил за јаката од кошулата. Сепак до потежок инцидент не дошло, поради тоа што едно од присутните лица во адвокатската канцеларија го спречил во нападот. Потоа пријавениот почнал да им се заканува и на присутните, со што предизвикал страв и вознемиреност. Поради инцидентот, лицето е пријавено во полиција, од каде по расчистувањето на настанот и прибирањето докази од присутните лица, против 47-годишниот кочанец е поднесена кривична пријава за насилство. Трибина на тема македонската идеологија се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Предавачи беа Дардан Венецки, човекот кој што целиот свој живот го посветува за Македонија, како и Гоце Марков и Гоце Јаневски, кои што долги години се посветени на обработување на оваа тематика.
Трибината се однесува за можното потекло на името Македонија, припадноста на македонците, за македонскиот јазик, писменост и култура, како и за македонските интереси и балканските платформи. Немајки своје собствени луѓе, пригрнуваме туѓи како своји. Ние мораме да имаме своја, за да почнуваме за себе си да се движиме од една точка кон друга точка и по тоа движење да знаеме што сакаме да сториме кога ќе бидеме таму. Гледаме дека од сите страни ни се наметнуваат туѓи вредности кои што ги усвојуваме како своји, а своите собствени ги губиме. Она што го губиме би требало да се врати и сето тоа што е загубено пробуваме со почнувањето на оваа трибина пополека да го враќаме назад. Предавачи на трибината беа Дардан Венецки, човекот кој што целиот свој живот го посветува за Македонија и македонскиот народ и кој што снима серијал емисии на тема Македонија мајка на светот, и Гоце Марков и Гоце Јаневски, кои што долги години се посветени на обработување на оваа тематика. Присутни на трибината беа граѓани на Кочани, кои што сакаа да слушнат нешто повеќе за македонската идеологија. Сашка Јованчевска, ученичка во гимназијата Љупча Сантов, освои второ место на државниот надпревар по германски јазик што се одржа во Скопје. Таа е задоволна од постигнатиот резултат, заедно со својот ментор, професорката по германски Магдалена Манева. Второ место за Сашка Јованчевска, ученичка во Средното општинско училиште Љупча Сантов на државниот надпревар по германски јазик што се одржа на 10 март во Скопје. Јованчевска се подготвуваше под менторство на професорката по германски Магдалена Манева. По успешно завршениот регионален надпревар, кој што се одржа на 4 март во Штип, поминавме заедно со мојот ментор, професорката Магдалена Манева, на државниот надпревар по германски јазик. Надпреварот се одржа на 10 март во Гете институтот во Скопје и со големо задоволство можам да кажам дека по нашиот голем труд и голема работа го освоивме второто место. Конкуренцијата беше навистина јака, но сепак со нашата голема работа и нашиот голем труд го освоивме второто место. Морам да ја пофалам мојата професорка Магдалена Манева, бидејќи таа вложи голем труд работејќи со мене, исто така влеваше во мене голема самодоверба. Јованчевска рече дека има голема љубов за изучување на германскиот јазик и наградата ќе и биде поголем стимул за поуспешна работа во иднина, како и мотив за учество на други надпревари. Надпреварот беше во организација на Сдруженијето на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија, а Јованчевска беше единствен добитник на награда од Кочани. Забавен клуб Нико доби Штип, но и цела Македонија, бидејќи е единствен и уникатен во државата. На површина од 2200 квадрати, забавниот клуб нуди содржини не само за децата, туку и за возрастните. Билардо, пикадо, 7D кино и 9D игри со симулации кои што се тренд во светот. Лоциран во зградата Топ Инвест во Штип на површина од 2200 метри квадратни, синоќа во присуство на голем број деца и возрастни, беше отворен забавниот клуб Нико, каков што нема друг во Македонија. Единствен и уникатен со своите содржини, забавниот клуб Нико нуди прослави за родендени за деца од 1 до 15 години, но не се заборавени и исклучени ниту по возрастните. Има содржини и за нив, како и за млади луѓе. Кафе-бар за одмор и пијалоци и храна, како и фаншоп Нико во кој што се нуди текстилни производи и играчки. Имаме содржини за родителите на децата, имаме билјардо, имаме пикадо, па тука некои фудбали, 7D кино имаме, значи нудиме друго игри, 9D со симулации кои што се моментално тренд во светот. Како што можете да видите, децата се радуваат, тоа е еден благодет за нив. Се потрудивме да направиме нешто што фалеше тука во Македонија, значи го направивме овој забавен клуб не само за Штип, туку за целиот регион, а очекуваме да имаме гости од цела Македонија, се разбира највеќе од Скопје, така да сега ќе пристапиме со маркетинг, да ова сето добро изрекламираме и нормално очекуваме дека забавниот клуб ќе работи турбо. Прво не прашува од каде идејата да направиме во кава зграда. Значи мораме да направиме нешто ново,
да донесеме нешто светско тука, луѓето да видат како треба да изгледа и на кај треба да се движиме. Значи, ја мислам дека на оваква зграда и личи еден ваков забавен клуб. Освен роденденски забави за помали, во забавниот клуб ником може да се организираат и родендени и за поголеми деца и забава за целото семејство. Значи има содржини за сите возрасти од 7 до 77 години. Со оглед на тоа дека е најголем забавен клуб во Македонија и пошироко и со најголем избор на содржини, Николовски истакна дека станува збор за голема инвестиција, но додава дека во Штип вреди да се вложува, бидејќи со вакви инвестиции ги привлекуваат луѓето да доаѓаат во овој град со цел да заживее општината уште повеќе. Инаку во забавниот клуб Нико ќе има околу 20 вработени, а цените ќе бидат прикладни за сите граѓани. 180 денари за роден ден чини најмалиот пакет со вклучени пијалоци, игрицки и парче пица, а содржините што ги нуди клубот ќе се движат од 50 до 150 денари. 7D киното чини 150 денари. Отворањето беше наменето за пријатели и гости, проследено со забава и музика. Така ќе биде уште оваа недела, кога од понеделник клубот и официјално ќе стартува со работа. Духовна трибина на тема создавањето на светот и човекот ќе се одржи на 17 март петок во библиотеката Искра со почеток во 17:30. Граѓанската организација Воскресение ги поканува сите граѓани и верници да присуствуваат на трибината. Предавач ќе биде ѓакон Димитар Арсовски, а трибините се со благослов на владиката Иларион. Следуваат информациите од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино во М12 лигата викендов како гости ќе играат две средби со екипите од Скопје. Во третата кошаркарска лига пак нашите момчиња в сабота ќе бидат домакини на Овчеполе. Во 12-тото коло од првенството на третата кошаркарска лига, екипата на Баскет Дино доживеа убедлив пораз од 90-65 на гостувањето во Куманово против Balfour Life. Кумановчани само ја потврдија својата надмокност и докажаа дека заслужено се наоѓаат на првото место на табелата. За момчињата на тренерот Сашо Лазаров пак продолжува лошата серија од порази на гостувањата во пролетниот дел, откако тие поминаа слично и на надпреварот против МЗТ во Скопје. Дополнителен предизвик за нив ќе биде и предстојниот надпревар од 13-тото коло, во кое како домакини ја пречекуваат екипата на Овчеполе од Свети Николе. Со оглед што гостите се во горниот дел на табелата, Баскет Дино ќе има тешка задача да се реваншира за поразот од есенскиот дел, при што на гостувањето кај Свети Николчани беше поразен со достижна разлика од само 6 коша. Надпреварот со Овчеполе ќе се одигра в сабота со почеток од 19 часот во салата кај гимназијата. Младите кошаркари на Кочанскиот тим пак, кои се надпреваруваат во М12 лигата, викендов ќе одиграат два надпревари во Скопје. Првиот е против тимот на Водно Санс, што беше најавен за минатиот викенд, но од оправдани причини беше одложен. Во втората средба пак, нашите момчиња ќе се сретнат со своите врсници од Водњански Лисици, кои исто така ќе играат на домашен терен. Со оглед на досегашните добри игри и победите што ги остварија против конкурентите во лигата, средбите со скопските клубови не би требало да представуваат пречка за продолжување на добрата серија. Од таборот на Баскет Дино се оптимисти оти ќе успеат да извлечат поволни резултати и дома да се вратат непоразени. Одигрувањето на надпреварите со двата скопски тима е закажано за внедела.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.